Златното клуче, Алексеј Толстој. Столарот Ѓузепо и цепеницата што плаче со човечки глас. Во старо време живееше во едно градче на брегот на Средоземно море стариот Ѓузепо, кого го викаа Мудар нос. Еднаш му падна в рака една цепеница, сосем обична цепеница, со која обично зимно време се пали огништето. Не е лоша, си рече Ѓузепо во себе. Би можело од неа да се направи, например, нога за маса. Ѓузепо си ги кладе очилата што беа намотани со канап и очителата исто така беа многу стари. Ја разгледа цепеницата и почна да ја делка со секирчето. Но само што почна да ја делка, нечие необично тенко гласче исписка. Олеле, олеле, полека молам. Ѓузепо си ги симна очилата од крајот на носот и почна да разгледува низ работилницата. Никој. Зирна под тезгето, никој. Погледна во аголот каде што стоеа деланките, немаше никој. Ја промокна главата низ врата, на улицата пак никој. Може би само така ми се стори, си помисли Ѓузепо. Такој би можел да писка. Ѓузепо одново го фати секирчето и само што удри по цепеницата, тоа пак. Олеле, боли, кога ви кажувам, офна тенкото гласче. Овој пат Ѓузепо сериозно се уплаши. Му се испотија дури и очилата. Го пребара во собата секој агол, се пикна дури и во огништето, ја вдена главата во оџакот и долго гледаше нагоре. Немаше никого. Да не сум испил нешто што не би требало да испијам, па сега ми свири во ушите, размислуваше стариот столар Ѓузепо. Не, денес тој не пиеше ништо што не би требало. Откако се смири малку, Ѓузепо го зеде рендето, чукна со чеканчето во задниот крај за да излезе сечилото токму колку што треба, ни мошне малку, ни мошне многу, ја стави цепеницата на тезгето и само што почна да стружи, а тоа олеле, 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 олеле. Слушајте, зошто ме штипете? Очајно писна тенкото гласче. Ѓузепо го испушти рендето, се сепна и седна право на земја. Најпосле свати дека тенкото гласче доаѓа од цепеницата.